Кога конечно ќе се реши проблемот со споредниот колектор и кога новоселци ќе се отарасат од непријатната миризба која се шири од главниот колектор, кој е во катастрофална состојба, прашуваат жителите во оваа населба. Оваа за нив би подразбирало и ставање во функција на препунктната станица за прифаќање на фекалната канализација која сега истекува под мостот. А ние новоселци имаме проблем со споредниот колектор. Овде на местото кај што стоиме пред повеќе од 10 години, куќите што не беа офатени со градскиот колектор, што беа под нивото на колекторот, се изграде спореден колектор. Овде се изгради препумпна станица и преку таа препумпна станица се собираат фекалиите од Ново село и се пренасочуваат во градскиот колектор. Арнома, од кои причини тоа не се направи? И сега од споредниот колектор фекалиите претекуваат овде позади нас. Овде, сега е ладно, али преку летото и преку годината кога е тивко времето, не може човек да помине. Долги години новоселци чекаат на санација и овој проблем еднаш за секогаш треба да се реши. Значи решението со главниот колектор што кога ќе се прави, треба и споредниот колектор да се приклучи во главниот колектор за да се реши еднаш за секогаш прашањето. Гледаме дека состојбата е катастрофална, што треба потхитно да се санира и да се реши, затоа што ако овој споредниот прави проблеми, главниот колектор ќе прави уште поголеми проблеми. Од општина Штип најавуваат проект со кој овој проблем на новоселци и градот наскоро ќе стане минато. Решението е дел од проектот со кој целосно ќе се интервенира на колекторскиот систем во градот, за кој ќе се аплицира за средства од ИПА фондовите. Активно работиме на проектот кој што ни е од европските ИПА фондови за пречистителната станица и реконструкција на целиот колекторски систем и канализационен систем во нашиот град. Се работи за проект од преку 20 милиони евра, во кој што се вклучени и колекторскиот систем и пречистителната станица и за кој што работиме активно, но веднаш после завршувањето на проектот ќе аплицираме да ги подигнеме овие средства од ИПА фондовите за да можеме да почнеме со реализацијата. Тоа е голем проект кој размислуваме да го решиме темелно, а не да се зафаќаме само со парцијални делови на одредени делови на колекторскиот систем во нашиот град, истакна градоначалникот Бочварски.